Драмско-музички перформанс Македонскиот стожер Блаже Конески, посветен на 100-годишнината од неговото раѓање кој го изработија група уметници, е емитуван во библиотека во Москва. Премиерата на ова дело се случи пред речиси 2 години во Занајчискиот дом во Куманово. Настанот го организираше Сдруженијето Биди своја, а сценариото е на Оливера Трајковска. Премиерно е даден во библиотеката во Москва. Тоа не е баш радовашто, една од убавите вести што ја добивме пред некој месец. Овој проект всушност потекнува од еден проект на Сдруженијето Биди своја, кој што се вика Пишувам кирилица, зборувам македонски, чија цел е да се афирмира нашиот јазик, нашата литература, култура. Всушност самиот проект е идеја на Оливера Трајковска. Пораката би била да ги чуваме вредностите на македонската литература, на македонската книжевност и да ги читаме нашите автори, бидејќи таму е содржана целата историја на Македонија и целото наше културно богатство, а исто така музиката ни е многу исто богата. Голема ризница на дела имаме кои што мислам дека уште повеќе би имале значење доколку тоа би се вреднувало преку вакви проекти или преку некој друг вид на проекти кои што се од национален интерес за нашава земја. Во проектот, кој представува спој на рецитал и пијано придружба на делот најафирмираните песни на Конески, учествуваа актирите Цветанка Велјковска, Никица Јанковски и Мики Јаневски. Музиката ја изработи младиот джез музичар Јован Цветковиќ. За мене тоа значи голема одговорност и воедно и самиот проект, изработката, беше всушност еден вид на труд кој што го вложивме цела година за да се тоа изреализира. Многу ни беше драго што исто така мора да спомнеме дека Дуке Бојаджиев и Синтезис, две ни позајмија нивни композиции. Во оваа прилика сакам баш да ги поздравам и да им искажам голема благодарност бидејќи несебично ни дадоа таква можност да интерпретираме нивни композиции, а другите 8, всушност 10 песни се, 8 песни се мое дело, мои композиции и мелодии, кои што заедно го формуваат целиот проект. Во делото учествуваа и вокалните исполнувачи Мима Младеновска и Анастасија Спасевска.